Апологетскиот телевизиски двоец кој на крвавиот четврток буквално ликуваше оксиморонски тврдеше дека тоа бил немирољубивиот насилен влез во собранието. На повторна средба по подолг период ги открива долгочуваните стравови за кои додека сите околу нив пиштеа, тие не смееле ниту да зуцнат. Ќе започнам со исклучувањето од партијата на поранишниот директор на УПК Сашо Мјалков, човекот чие име до неодамна со шепот изговаравме. Не само што веќе не се чувствува страв, туку поттикнати од слободата, дури и малските ВМРО-вци отворено и на јавна сцена се конфронтираат со оној чие име не било за споменување. И тоа со герилски акции, со кои урбаните прераснуваат во вистински легенди. На мојата улица, на еден бетонски столб, беше насликан и долго строеше портретот на Мијалков и одозола пишуваше на браникот на татковината. Јас излегов вечерта откако го избрка и неговиот портрет веќе го немаше на бетонскиот столб. Тоа чувство на слобода им дава храброст и неа баш максимално си ја користат сите оние кои не така одамна во истиот табор водеа вистинска војна за тоа кој попрво да се појави за да го пофали благопријатниот лик и грандиозното дело на оној чие име тие ни тивко не смееле да го изговорат. По оставките на Гордана Јанкуловска, Миле Јанакиевски и Сашо Мјалков, политичките аналитичари ценат дека ова е гест кој што говори за етиката и моралот на членовите на владата. Професорката Иванка Додовска вели токму во овој гест се гледа разликата меѓу владеачката гарнитура и опозицијата. Тогаш апсолутно неговото место не е во редови исто заедно со нас. Тоа не значи дека ние сме декадентни. Тоа значи дека ние конечно се чистиме од плевелот. Ова е толку трагикомедично и толку контрадикторно. Промената на ставовите на аналитичарите кои станале партиски парчици е навистина трагикомична. Таа особеност ги краси и политичарите на кои актуелното друштво не им било домицилно. Тие, политичките прелетувачи, се исклучителна категорија, а една од нивните карактеристики е служењето со аргументи за кои не можат да посведочат, бидејќи воопшто не биле дел од таа структура на која се повикуваат. Со ова само покажуваме дека ВМРО-ДПМН располага со кадровски потенцијал кој што секогаш е на располагање на партијата и уште еднаш ја потврдуваме тезата дека ВМРО-ДПМН била е и ќе остане раседник на кадри во иднина. Просадникот од другата страна има профилирани и талентирани кадри, ама очигледно им недостига техника. Им фали тоа што е навистина потребно за да се чуе дека нешто подработуваат, дека не се само најобична слика без никаков тон. Пак има проблеми. Нема ни превод, има ништо, пошти системот падна. И на крајот, што треба да се случи за системот целосно да не падне? Сето ова што сите досега го говорите не индицира ништо друго, освен тоа дека на јавна сцена со вклучени камери левата и десната страна ќе станат, ќе се ракуваат, ќе се избршкат и бацуваат меѓу себе. Не мора да се бацуваат. За помирување не треба ништо од сето ова. Потребно е само почитување, меѓусебно и заедничко, ама на законите.